Новиот минималец се уште не е исплатен, а цените веќе го изедоа. 18.000 денари сега вредат помалку од минималните 15.500 денари, што е причина за кратка среќа и ново разочарување на работниците. Имено, основната пресметка покажува дека со 18.000 денари тие ќе можат да купат само 22 вреки брашно, 180 литри зејтин, околу 50 килограми месо и така натаму. Дали мислите дека цените може да се покријат со новата плата? Не. Не мислувам. Прескапо ли е? Да. Па во однос на тоа дека и цените се качени, значи покачената плата нема никаков ефект. Нема да го подобри животниот стандард. За месец дена не може да се покрие со минимална плата 18.000. Во исто време, многу високо отидоа и цените на бензините и струјата, па се поставува прашањето дали со него синдикатот издвојува пирова победа во борбата со цените. Ние долго време успеавме да го покажиме минималецот од 15.200 на 18.000 денари, што значи веќе за 2.800 денари успеавме да зголемиме минималната плата, а за она што значи покажување на цените за одредени артикли или севкупно движењето е веќе една глобален момент во кој што се зголемуваат цените, но тоа најверојатно на друг начин треба да се решава и најверојатно ние како синдикат ќе го пратиме тоа и ќе наоѓаме решение заедно со владата. Без оглед на високите цени и намалениот куповен потенцијал, потрошувачката е зголемена. Создавањето на залихи, односно купувањето на повеќе артикли на луѓето од кои што им се потребни е предизвикано од гласините, односно шпекулациите дека одредени производи за исхрана ќе ги нема. Од друга страна, таа побарувачка вештачки, значи зголемена побарувачка на артикли за широка потрошувачка предизвикува пораст на цените, бидејќи ги нема доволно во трговијата, но не значи дека тие ги нема и кај производителите. Така да ова е еден, како што рекоте, феномен кој што не е логичен. Во вака предизвикувачки денови најчесто прашање е кога сето ова ќе потрае. Уште колку мислите дека би трајала оваа криза што моментално има? Па, најмалку се додека трае војната во Русија и Украина, ова криза ќе трае. Додека војната ќе заврши. Па, кризата додека е војната ситуација, веројатно. Просечно, секое семејство во државата годишно троши по 130 килограми брашно, 25 килограми месо, 60 литри масло и 138 литри млеко.